Македонија минатата година бележи зголемен број туристи. Податокот пак дека земјата е на 5-тото место во светот како дестинација што била најбарана од туристите, привлече големо внимание. Дали ваквите резултати ќе бидат предизвик плюс за оваа година и што се е потребно за да се привлечат повеќе туристи? Одговори бараме од директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Љупчо Јаневски. Господине Јаневски, на почетокот на годината, кога ве прашав какви се очекувањата за 2022, споменавте 2,5 милиони ноќевања, но не ја земавме во предвид украинската криза. Ќе промени ли таа нешто во однос на бројката? Ќе промени во перцепцијата на гостите, но нема да промени во бројката. Всушност, бројката се надевам дека ќе ја достигнеме, а можеби некаде во септември-октомври месец на некое следно гостување ќе кажеме за колку ќе се зголеми. Бидејќи тоа што 2022 година веќе го работи, денеска излегува статистика, па можеме да споредиме и за првиот квартал од 2022 година, но според најавите, расположеноста, букирањата и портфолиото на зголемување на дестинации, верувам дека 2,5 до 2,6 милиони ноќевања се остварливи за 2022 година. Колку од букираните ноќевања ќе се остварат во предсезоната? Кои туристи од каде пристигнуваат во моментов? Многу пати охриѓани велат реперот на годината ни е великденските и првомајските празници. Охрид живееше во една атмосфера која што ја знаеме некаде 2018-2019 година и можеби 2022 година се подсетија по 2 години со многу побурни, да кажеме со самата пандемија, или се навикнавме добро да ја менаџираме, имавме доволно гости, не можеби 100%, но доволно квалитетни гости да го осетиме почетокот на самата летна сезона и би кажал дека еве веќе стартувавме поголем број на кружни патувања, поголем број на странски портфолио дестинации од каде што не посетуваат, но и веќе конекцијата со одредени туроператори се враќа на нивото од 2019 година и сериозно се размислува за 2023 до 2025. Имаме ли најава за првите чартери? Кога, каде и колку ќе бидат на број? Се очекува токму оваа недела да ги имаме првите чартери од туи Холандија. Исто така од 15 веќе се подпишани договорите од 15 јуни да имаме туи UK за прв пат во Македонија. Очекуваме 2 до 3.000 гости од Обединетото кралство и тоа пред се со активни форми на туризам, млади луѓе по различни целни групи кои што веќе работат на социјалните медиуми и ги имаме првите резултати. Исто така туи Полска започнува со операцијата, не во таа мера можеби што ја очекува, но поради случувањата во Украина некако ќе сменија целните групи. Исто така полски туроператори кои што ќе стартуваат веќе во јуни месец со првите чартери од Катовица. Се надеваме на дополнителни чартери од Турција, новата линија Измир-Скопје, потоа веќе Визер најави, стартуваше неколку линии или 7 линии кои што и предходно на кои што леташе и уште 1 до 2 кои што ќе бидат нови. Туи UK веќе закупи одредени седишта со Визер за 2023 година. Се надева дека ќе подигне чартер директно од Обединетото кралство, а веќе ние во октомври и во ноември се подготвуваме што сега заедно со туристичкиот сектор најдобро да се представиме на сајмот токму во Лондон. На последното гостување во Македонија наутро кога го прашав дали актуелната воена состојба во Украина ќе промени нешто во однос на туристите, споменавте дека и немавме некој голем број на туристи од Украина и Русија, но колку актуелна економска криза ја минува состојбата, јули и август е пикот на туристичката сезона, што можеме да очекуваме тука? 2021 година бевме пети во светот по растот на туристи. Не застанавме 2020-та, си изборивме заедно со туристичкиот сектор. 2022 година и кризата едноставно можеме да победиме само со работа. Во една прилика кажав дека додека е моето знаме на мојот ревер и во моето срце, јас ќе работам. Има доста јунаци знајни и незнајни и само со работа можеме да пребродиме економската криза. Всушност, тоа и е нашата порака. Добро работиме во туристичкиот сектор, се трудиме за 2022 година напред во девизниот прилив да ни биде четворка.
Всушност 2019 година застанавме некаде на 397,5 милиони. Јас се надевам дека четворката ќе ја крест 2022 година. Велите, се зависи од работата, но и тука има многу сериозни проблеми за кои треба да се дискутира. Недостигот на работна сила е нешто што е сериозен предизвик изминатиот период, особено во туристичкиот сектор, и тоа го кажува и угостителската комора. Кубуриме со работници. Кубуриме години наназад. Ова е резултат на тоа што сме работеле во изминатиот период. Период од 5, од 10 години кога ќе се вратиме назад. Сега треба да планираме како да го изменаџираме моментот, но не за 2 до 3 години. Тоа да биде повеќе стратегиски. Како? Всушност, тоа што треба да го работиме е повторно да се врати соработката во стручните училишта и факултетите, стручната фела, но заедно со приватниот сектор. Приватниот сектор да вложи во едукација на тие кадри, во нивно скаутирање уште во средните училишта и на факултетите и веќе да им понуди одредени професионални ангажмани по завршувањето. Па дури и праксата да им биде платена. Всушност, тоа што можеби треба да го направиме сите заедно е да го вратиме процесот наназад. Односно, многу пати ние сме барале веќе готови кадри да почнат да работат. Не, сега треба приватниот сектор, агенцијата, Министерството за економија и туристичкиот сектор да ги создава кадрите. Не можеме веќе да чекаме 5 до 10 ученици да ни бидат мотор во туристичкиот сектор или да имаме добра гастрономија, ако секоја година се повеќе и повеќе губиме добри готвачи. Не, ние треба да ги создадеме, да ги задржиме, да вложиме во нив, да ги едуцираме за тие да ја видат својата иднина токму кај нас во оваа дестинација. Но за тоа треба време, а туристичките сезони не чекаат. Како во меѓувреме? Во меѓувреме ќе работиме сите. Па ако треба дури и јас. Втора смена. Се тоа да го направиме за да можеме за 2 до 3 години со добро планирање и држање до тоа што сме се договориме да создадеме нови кадри. 4 години не се голем период. Во тие 4 години ќе создадеме, ќе пораснеме, можеби ќе увеземе одредени кадри, но од тие кадри да научиме, не да ги учиме. Тоа е многу важно, бидејќи ние имаме млади генерации кои што треба да ги учиме за да созрат. Па зошто да не? Ако сакаме да градиме ексклузивни дестинации, тогаш треба да градиме и ресторани кои што ќе имаат Мишелин звезди. Во овој момент тоа треба да го создадеме. Во овој момент можеби и не се спремни за првиот чекор. И работниците не се единствениот горлив проблем. Во ова актуелна ситуација на туризмот му требаат пари. Агенцијата има одреден буџет за помош и поддршка кој што секако не е доволен. Велите користиме пари од фондови, доволни ли се? Тие се само предизвик. Тоа на што ние работиме е добрата соработка со општините. Еве заеднички веќе имаме позитивни сигнали дека заедно со општината Охрид ќе работиме заеднички на промоција на нашите потенцијали во Лондон. Истото можеме да го направиме со останати општини во Полска, дополнително на сајмот во Римини. Тоа го работевме заедно со некои странски донатори на сајмот во Белград, сајмот во Истанбул. Всушност сега сите заедно треба да се обединиме и да работиме заедно за една цел. Како туристичкиот сектор да помогне во економската криза и да внесе повеќе средства. Некаде околу 52% од вкупните услуги во државата се во туристичкиот сектор. Ајде тогаш сезонските работници повеќе да ги платиме, но и повеќе да донесеме во нашите џебови, но и во џебот на државата. Како кажавме, ако 2020 година побаравме од мајката да не прегрни да ни помогне, 2022 година е да и вратиме, за да можеме што помалку да се задолжи и ние да можеме да помогнеме на другите сектори. Знаеме дека е тешко во индустријата, знаеме дека е тешко во енергетиката, треба да штедиме, требаме рационално да користиме, но исто така и треба да понудиме уште поголема услуга за што повеќе туристи 2022 година да ја запамтат и да дојдат уште повеќе во 2023 година. Па можеме и тогаш ќе зборуваме за нешто повеќе од четворка напред. Ама тоа ќе помогне во другите економски гранки, бидејќи туризмот многу пати сме кажале дека обединува или директно или индиректно влие врз 20 економски гранки и се појавува и се наметнува како област во економијата. Земите кои што се дел од концептот Отворен Балкан спомена дека во овие кризни времиња многу полесно може да се надмине секоја криза доколку соработуваме. Колку овој концепт помага во туризмот, ги чувствуваме ли придобивките, иако е релативно млад концепт? Ме радува фактот дека споделуваме иста визија. Тоа што го говоревме пред 2 или 3 години во интервјуата можеби беше научна фантастика. Всушност ние живееме во овој момент.
Ако говоревме во 2020 и заедно со Црна Гора, Албанија и со Србија создадовме зелени зони за да успееме, зашто толку да ја менаџираме кризата, свативме дека всушности регионот на Западниот Балкан, кој што многу пати не сакам да го користам овој термин, или тие 6 држави најмалце паднаа во туристичката индустрија во 2020 година. Европа падна некаде минус 72%. Ние бевме нешто повеќе од 50%. Тоа ни овозможува сега да имаме подобра стартна позиција. Тоа што се случува во Европа со украинската криза создава дополнителни пречки на европските земји за брзо закрепнување од ковид, бидејќи сефти сегментот е многу загрозен. Тоа треба на некаков начин да го искористиме ние, да дадеме јасна порака дека дестинацијата е сигурна и токму и во 2022 година нашата кампања е Safe Like Home, повторно, да продуцираме дополнителни видеоматеријали, да помогнеме со едукација на туристичкиот сектор, а сите заеднички и со заеднички сили, финансиски и експертски, да успееме да отидеме еден чекор повеќе. Агенцијата е секогаш отворена за соработка. Соработката сега со Србија оди на уште погорна линија. Се надеваме дека многу брзо ќе ја стартуваме линијата Белград-Охрид. Дека понатаму можеби за 2023 година зборуваме и со Бугарија за линија Софија, Охрид, Охрид, Варна, нешто што ќе биде повеќе одржливо, барем во текот на сезоната. Па зошто да не, да имаме и дополнителни некои линии кои што ќе бидат како Загреб, Охрид, па за 45 минути ние да појдеме и да испиеме едно кафе во Загреб или тие да дојдат во уживаат во нашите убавини во Охрид. Тоа 45 минути до 1 час со линија редовно мислам дека не представува многу голем проблем за дестинациите кои што пред 30 години треба да се подсетат дека живееле заедно. Првите туристи ни пристигнуваат неделова, да не ги заборавиме, се разбира и домашните. Каков е впечатокот еве пред почетокот на сезоната? Подготвени ли сме за туристичката летна 2020? Ние треба да бидеме подготвени, Кристина, 12 месеци. И тоа не треба да го спориме. Всушност туристичкиот сектор треба да работи 12 месеци и он почнува. Па почнува да работиме на таа тема многу похрабро. Многу помалце хотели беа затворени и покрај големите сметки кои што беа за енергија и за струја во јануари, февруари и месец март, по кои што не треба да спориме, бидејќи треба да се свртиме кон алтернативните форми, односно треба да користиме зелена енергија. Токму во тие елементи треба да вложуваме. Тоа што сме го зборили изминатите години треба да го реализираме. Сите сме свесни дека треба заеднички да излеземе од оваа од уште една година која што е со многу предизвици да излеземе уште појаки. Мислам дека пораката всушност и тоа е. Ние ќе работиме, резултатите ќе бидат тука. Предизвикни се овие 2,5 милиони ноќевања, ќе ги дискутираме во периодот кој што доаѓа. Благодарам за разговор. Благодарам и еве една порака до сите домашни туристи да ја задржиме динамиката на посета во викендите. Убаво е, прекрасно е времето во мај, да откриеме некоја дестинација бидејќи дома си е дома.